200.000 евра инвестицијата на Министерството за образование и наука за реконструирање на фасадата, подот и централното грејење во гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово. Министерот за образование и наука Абдулаќи Мадеми заедно со градоначалникот на Тетово Теута Арифи ја посети Тетовската гимназија, изрази задоволство од успешниот старт на новата учебна година. Тоа што е новина за ова учебна година за гимназијата и за средните училишта во Тетово е што бројот на паралелки не се намалува, туку се намалува бројот на ученици по паралелки. Значи имаме максимум 25-27 ученици во една паралелка, што сметаме дека е позитивно и ќе дава и ќе има влијание во конечниот успех и на учениците и на средните училишта во Тетово. Друга новост е што веќе имаме зголемен број на запишани ученици во средно-стручните училишта во Тетово. Околу 30% е повисок од ланската година и сметам дека ова е пред се заради уписните политики на општина Тетово и на Министерството за образование и наука, затоа што не дозволивме ученици под 60 поени да се запишат во гимназија и во средно медицинско училиште, но исто така и во економското училиште. Темелната реконструкција која започнавме негде 11 месец, дефинитивно е затворена. Опфатено е тоа што е описано порано, опфатени се значи подовите, малтерисувањето и грејењето, се е затворено и санитетските чворови. Со тоа постигнавме еден цел што мајкаше за овој објект за нашата гимназија. Тетовската гимназија оваа година бележи 70 години од своето постоење. Градоначалничката Арифи најави дека општината ќе продолжи да инвестира со свој буџет и воведување на строги политики во однос на образованието. Ја истакна и поддршката која општината ја добива од Министерството за образование и наука. Апсолутно дека беше ургентно и потребно, значи да се инвестира и мислам дека тоа ќе биде во полза и на учениците, и на наставниците, и на самите граѓани. Секако дека јас сум задоволна со фактот дека оваа учебна година имавме добар солиден почеток и со фактот дека дефинитивно успеавме да ги имплементираме политиките во уписите, со што дефинитивно мислам дека ќе направиме еден ред и еден систем и поголема промоција и на средните стручни училишта, имајќи го предвид фактот дека за двете средни стручни училишта ние веќе имаме заеднички билатерални проекти со норвешката влада и со USAID, значи за зголемување на нивните стандарди. Општина Тетово веќе има доставено барање до Министерството за образование и наука за поделба на гимназијата на 2 субјекти. Доколку се изврши поделбата, од општината најавуваат и доставување на барање за изградба на дополнителен објект, со што конечно ќе се решат проблемите во средното образование во Тетово.